Како специјалист, како психијатар, што се случува во моментов во тој дел, од ваш аспект гледано? Каква е состојбата на луѓето што ги загубија најблиските, на роднините нивни, како е кај целото население во државата? Морам да кажам дека целото население е во една колективна травма, односно дека ова што се случи е травматски настан од непремостиви размери, односно од невидени размери кои што ни се случува во Македонија. Македонија е напатена земја и сме сведоци историски на бројни травматски настани кои што си ги носиме во нашето колективно несвесно. Ова секако, овој травматски настан ќе остане во идните генерации како една сериозна колективна травма која што ќе се пренесува трансгенерацијски. Значи, едно е доколку станува збор за губиток на човечки живот од некое хронично заболување, а друго е кога станува збор за погинување или несреќен случај како што е ова, и кога никој не очекува, нити пак може да биде спремен за такво нешто. Кога станува збор за интензитет на травматски настан, овде морам да напоменам дека екстремно силен травматски настан кој што ги крши сите човекови снаги е губиток на дете. Значи нема човек на кој што нема да му се скршат силите, психолошките сили доколку станува збор за губиток на дете. Во овој немил настан, во овој трагичен настан, не знам веќе ни со кој збор да го опишам, најголемиот дел од погинатите се деца и не погодува сите нас, вклучувајќи и нас професионалците, заради тоа што и ние сме луѓе кои што исто така страдаме, како и целокупното население. Најмногу страдаат, се разбира, родителите, блиските членови на нивните семејства, нивните пријатели, соседи и сите нивни познаници, страда цела Македонија за вакво нешто што ни се случи. И повторно ќе кажам дека ова е сериозна колективна травма која што ќе остане кај нас во нашето колективно несвесно и ќе не носи понатаму. Што се случува актуелно кај родителите, можам да претпоставам, тие се во акутна реакција на стрес. Акутна реакција на стрес е кога вие ќе се соочите со толку многу силен стресоген настан, тој ќе ве скрши. И во тој момент или ќе се вкочаните и не знаете што да правите, имате краткотрајно нарушување на свеста, која што може да личи на збунетост, на несреденост, да не знаете што правите, не знаете кај одите, или да не правите ништо, или ќе сте во некој немир. Тоа што го гледам, има сериозни изливи на лутина, на бес, дури. Позади лутината и бесот, кој ќе се тргне, тоа не може да трае многу долго, ќе исплива тагата. Тагата е многу потешка за поднесување отколку бесот и лутината. Поточно тие родители се лути на цел свет заради тоа што ги изгубиле нивните деца или нивните блиски членови од семејството. И очекувани се такви реакции. Некој нема така да реагира, некој ќе се повлече, нема да стане од кревет, нема да може да се помери, нема да може да функционира апсолутно никако. Тоа обично трае неколку дена и потоа следи нешто друго, кое што се вика посттравматска стресна состојба, која што трае подолг временски период и која што со себе ги носи обележјата на нарушено расположение, на вознемиреност, нарушено функционирање, нарушено спиење и така натаму. Она што е овде значајно е заради тоа што е масовно, односно затоа веламе колективна травма. Секогаш кога велиме колективна травма, викаме дека станува збор за травматски настан кој што зафаќа голем дел од населението. Овде имате 59 загинати, односно имате 59 семејства кои што се засегнати со се ова директно и индиректно нивни поблиски или пошироки членови од нивните семејства, пријатели, познаници и така натаму, другари, другарчиња на децата, на фамилијата. И тоа ќе трае. Со оглед дека е трети ден по несреќата, по трагедијата, значи тагата преиде во агресија или болката преиде вчера во агресија, денеска во тага, а допрва треба да се простати официјално од најблиските да ги закопаат. Тоа ќе биде многу травматично како за семејствата, така и за цела држава. Тоа се најмалку 59 погреби. Истовремено почнуваат и протести, не велам дека тие ќе влијаат, но луѓето и тие луѓе се погодени, сите сме погодени, и јас и вие сме погодени. Што очекувате, како натаму ќе се движи? Не можам да предвидам како ќе се движи сето тоа понатаму, апсолутно, и како ќе влијае.
морам да го кажам тоа дека разумот мора да надвладе. Многу е тешко такво нешто да се каже, но кај родителите и кај оние членови, односно од семејствата кои што изгубиле свој член и кои што ќе треба да ги погребаат, нели? Во текот на овие денови, во склоп на таа акутна реакција на стрес може да постои негација, односно да не може да го прифатат, заради тоа што е тоа сериозно, мислам, страшно за прифаќање. Да прифатиш дека си изгубил дете или сопруг, партнер, партнерка и слично е многу страшно, односно ненормално страшно и доколку го прифатам може да се распаднам. Така да може да постои период на негација дека тоа не е точно и дека не е вистина и така натаму. После тоа обично трае 2 до 3 дена, 48 до 72 часа и после тоа веќе доаѓа нешто друго кое што се вика процес на тагување, процес на шалење. И ние сме сите должни да им овозможиме на тие луѓе да се ги изжалат своите блиски, да се ги исплачат, односно да се ги истагуваат своите деца, роднини, сопрузи, татковци, мајки и така натаму. Значи едноставно да не ги оптоваруваме, доколку бараат помош да помогнеме, но да не ги оптоваруваме дополнително. Процесот на тагување најчесто трае 6 месеци, трае цел живот, се разбира, но најинтензивно трае 6 месеци, е сосема нормален и не за џабе е измислено од поколенија натаму, 7 дена, 9 дена помен, 40 дена помен, 6 месеци помен. Зошто? Заради тоа што на тие денови луѓето се собираат, се спомнуваат за покојниот и се споделуваат маката, се споделуваат болката, односно најважно е во оваа ситуација да се почувствуваат дека не се сами, затоа што ова е страшна ситуација кај било кој човек буди чувство на интензивен страв, на небезбедност и на несигурност. Кога човек се наоѓа во таква состојба, најважно е да знае дека не е сам, дека околу него има луѓе. Имате луѓе кои што имаат поголема психосоцијална поддршка, односно имаат поголемо семејство или пријатели или познаници. Имате луѓе кои што немаат толку голем круг на пријатели или на фамилија, но во исто време треба да знаат дека цела Македонија е тука да помогне, вклучувајќи не и нас, стручните лица и останатите кои што се пријавуваат како волонтери, односно тие луѓе не се сами и тоа е најважно. Вие имате и координативно тело, ќе почнете и со отворени телефонот, нудите помош, психијатриска помош, советување. Каков е сега процесот на надминување и на лечење? Процесот е долготраен и макотрпен. Не смеам да кажам дека нема да остави последици. Секој кој што изгубил близок, и пак ќе кажам особено дете, нема пострашно нешто од тоа, ќе тагува по своето дете до крајот на неговиот живот. Интензитетот на страдањето и на болката и на неможноста да се функционира е интензивен во текот на одреден временски период, потоа се намалува, но тагата останува до крајот на нашиот живот. И едноставно се учиме да живееме без тој, таа и слично, односно како да си изгубил рака, како да си изгубил нога, како да си изгубил еден дел од тебе и се учиш да живееш така. А никогаш нема да престане, односно нема да престане тагувањето или нема да се заборават тие луѓе. Тоа е така. Како? Многу полека, многу постепено, со помош на стручни лица, но најважно од се е таа психосоцијална поддршка, односно луѓето околу нив. Многу е погрешно да викаме не зборувајте на таа тема. Значи да се ќути. Напротив, треба да се зборува, постојано да се зборува. Значи никако да се прекитува, не зборувај се за тоа, не зборувај за него, за неа и така натаму. Тоа од наша страна што станува збор, ние имаме точно отворена линија 24/7. Нашите колеги исто така работат постојано тука во клиникава. Ние имаме веќе формирано координативно тело, односно тоа се 10 психијатри и 4 психолози кои што ќе одат на терен во соработка со Министерството за здравство и секако со Општа болница Кочани. Ние сме постојано во координација и како што ќе се договараме така ќе помагаме.